Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата Тавоординација. Оваа Тавоординација започуваме со изјавата на министерот Венко Филипче. До каде е вакцинацијата, со кои вакцини и колку број на вакцини во моментов располага земјава, која популација е најчесто застапена и слични одговори. Во продолжение и изјавата на Филипче. Дозволете да дам неколку информации во однос на епидемиолошката ситуација, понатаму состојбата во болниците и процесот на вакцинација и секако новите мерки кои што беа утрово предложени. Најпрво на состанокот на Комисијата за заразни болести, после деталната анализа, оној пресек кој што го правиме неделен на секои 2 недели, очигледно е дека трендовите на намалување на број на ново заразени продолжува. Двоцифрена бројка и за време на викендите. Тренд на намалување, нешто што не беше случај помеѓу двата претходни брана, кога се задржа едно плато. Понатаму значено испразнети болнички капацитети, хируршките оделенија практично сите освен еден дел од оделението Тоа Рилуц се вратени во функција. Понатаму Заводот за рехабилитација Козле исто така целосно испразнет од пациенти заболени од ковид и во текот на оваа недела тоа ќе се прави така прераспределба и на детската болница во Козле и на дел од оделенијата во зградата за интерни болести, односно оделението за оториноларингологија, офталмологија, исто по оној принцип се враќа до крајот на неделата во функција. Истиот тренд го има и во болниците ширум државата, повеќе од половина од капацитетите се слободни и тука се враќаат во нормална работа останатите оделенија. Сето тоа како знак за стигнување на овој бран даде за право да се предложат и дополнителни попуштања на рестрикциите и во таа смисла скратување на дополнително полицијскиот час да почне од 24 часот, аналогно угостителските објекти да работат до 23 и 30 понатаму отворање на фитнес центрите и теретаните, како и дозвола да се одржуваат еден дел од спортските надпревари што имаше специфични барања, при што по публиката присутни официјалните лица, нешто што до сега не беше дозволено, и враќање на сите ивенти, настани и во делот на културата по оние протоколи до 30% од капацитетот и на отворено и на затворено со задолжително носење на маски. Искрено се надам дека овие трендови ќе продолжат и понатаму. Вакцинацијата добро се одвива, околу 110.000 граѓани се веќе вакцинирани, од нив 23.000 се граѓани кои што се и ревакцинирани. Така да со таа динамика од 10.000 граѓани на ден во сите пунктови вкупно за вакцинација ширум државата продолжува и процесот во текот на оваа недела. Тоа што може да очекуваме оваа недела и тоа што е најавено, денеска стигнуваат околу 10.000 вакцини на Pfizer, по 5 од нашиот договор и овој систем за солидарност на Европската унија. Според најавите донацијата од кинеската армија на 15 мај, тоа значи за време на викендот, и согласно сите тие најави ние го правиме и распоредот за делење на вакцините ширум пунктовите. Оние 170.000 граѓани кои што се во на прва група до направениот пресек на 30 април се тие кои што сега се вакцинираат. Дополнително се пријавени околу 130.000 граѓани, што значи дека граѓаните добро го пратат апелот да се пријавуваат на сајтот вакцинација МК, зашто повторно еве го упатувам истиот апел, заради тоа што е тоа најпрактичниот механизам, начин да се стигне до соодветен термин за вакцина. Благодарам. Министре, дали се планира да се направи една кампања за подигнување на јавната свест за што помасовна вакцинација, со оглед на тоа дека нема нешто многу добар одзив, односно за пријавување за вакцина? Дали планирате да ги следите примерите на другите земји, како еве например Србија, што дава некои символични награди за одговорност и слично? Мислам дека нема потреба за никаква форма на награда. Оваа дополнителна бројка која што е пријавена од некаде крајот на месец мај
се извинувам, крајот на месец април до сега 130.000 нови граѓани како започна вакцинацијата со вакцината на Синофарм, мислам дека е добар знак. И за сега навистина има добар интерес. Дел од кампањите почна, дел дополнително ќе започнат и преку владата, Министерството, Канцеларијата за врски на Европската Унија, и јас сметам дека за сега одзивот, интересот е навистина добар. Нема Граѓани кампања реагираат дека на само за почетокот кампања тие да што ве молам, нема кампања да има? Не, има кампања која што е сега активна, тоа е она што го започнавме со УНИЦЕФ, другите започнуваат во следниот период. Така да Како се одвива? кампања Јас не сум видела како се одвива со фотографии, со видео. има видеа кои што се снимани со здравствени работници кои што укажуваат на безбедноста, процесот на имунизација, што значи постигнувањето на колективниот имунитет. граѓани реагираат дека што се пријавиле уште февруари и март на вакцинација, мака не добиле термини, други што сега се пријавуваат, веќе добиле вакцина. По кој редослед се испраќаат пораки и кои стигнува на ред за вакцинација? Од вкупниот број на граѓани кои што се пријавени до 30 април, она бројка на граѓани кои што не се вакцинирани, сите веќе добиле или ќе добијат термин до 15 мај. И тоа е според возрастната граница. Се спушта возрастната граница согласно бројот на пријавени некаде и навистина до 40 години во некои градови кај што нема доволен број на пријавени постари граѓани. Бројката на вакцинирани граѓани над 70 години некаде околу 33%. Тоа што сега планираме да го направиме е да запреме со повикувањето негде на 40 или 45 години за дополнителната бројка на 130.000 граѓани кои што аплицирале, ги повикаме постарите над 70 години. Заради тоа што е таа критичната категорија на граѓани кои што најмногу сакаме да ја заштитиме. Уште има такви погрешни пораки, се извинувам што се поврзува, што стигаат кај лицата, дали може да му пропадне терминот за вакцинација на тие што погрешно примаат такви термини? Не, тоа зависи од начинот на аплицирање и местото каде што се пријавиле. Во принцип, ако е во возрастната категорија, тоа сето се коригира и може да се вакцинира. А што е проблемот зашто уште има такви пораки? Во најголем дел проблемот е заради тоа што за време на апликацијата избран е погрешен пункт не блиску до местото на живење. Меѓутоа тоа се коригира. Министре, дали ќе биде задолжително носењето на маската кај лицата што примиле 2 дози на вакцини на отворени или во институции во јавни простори? Ние утрово на состанокот на Комисијата за заразни болести разговаравме и за ова, имајќи предвид дека препораките и треба да се почитуваат. Викендот бевме сведоци дека огромен број на граѓани заради тоа што е топло времето, веќе маските не ги носат. Се уште сметаме дека е рано да се даде општа препорака да маските не се носат на отворено. Така да како се зголемува бројот на вакцинирани, како спласнува и ако има тенденција, се надевам дека ќе продолжи да се намалуваат бројките, веројатно и тоа ќе дојде како мерка која што ќе се попушти. Односно следен чекор би бил, сега навистина рано да кажеме кога би било тоа, да се носат маските согласно оние препораки кои што важеа претходно. Само во група надвор, односно кога е граѓанин сам или се движи и така натаму да не ја носи маската. Но ќе повторам, за сега е рано, тоа ќе биде нешто следно за што ќе разговараме. Утрово иницииравме дискусија, заклучокот е дека треба да почекаме уште недела или две. Министре, граѓаните што се вакцинираа во Србија сакаат да се ревакцинираат тука. Може ли да објасните како ќе оди процедурата? Каде треба да се пријават и како ќе оди таа процедура за тука да добијат ревакцина? Сите кои што се вакцинирале со вакцината на Pfizer или вакцината на Sinopharm може да се ревакцинираат кај нас. При тоа, до крајот на оваа недела ќе има еден посебен дел на сајтот вакцинација МК, а во меѓувреме може да се пријават преку матичните лекари и тие ќе добијат термин за ревакцина. Покрај вакцинацијата во регионот започна подготовката околу вакциналниот пункт овде во Струмица. Градоначалникот Коста Јановски заедно со Министерството за здравство, полицијата, армијата, Црвениот крст го припремаат теренот за вакцинални пунктови во основното училиште Никола Вапцаров во Струмица, колку општината е спремна да помогне со своји капацитети и на каков начин во изјавата која што ја даде првиот човек на општината Коста Јановски. Така, градоначалниче, денес започна официјално уредувањето на една од спортските сали во општината.
во скоп на основно училиште за масовната вакцинација, која што треба да го покрива и точно регион, што тоа значи за Струмица, за сметите дека и беше потребна Струмица пункт каде што ќе се врши масовна. Да, секако согледувајќи ја потребата од ваков еден пункт, пред се заради сугестиите, реакциите од нашите сограѓани кои што согласно тие распореди кои што се даваат од институциите за вршење на вакцинација во други градови, Штип и други градови, со цел да се олесни, да се направи по-пристапен овој пункт, да не ги изложуваме нашите сограѓани на дополнителни трошоци и нервози. Покренавме една иницијатива до Министерството за здравство пред се, со која се договоривме дека Струмица е во можност да организира еден таков пункт. Добивме начална една дозвола и почнавме со подготовките, бидејќи тоа е сепак еден обсежен процес кој што бара одредени елементи да бидат присутни во тој пункт, пред се од медицински кадар, секако технички опреми кои што се неопходни за да функционира безпрекорно. Во тек се подготовките, веќе поголем дел, скоро 90% од сите потребни елементи кои што треба да го содржат ги обезбедивме. Имавме еден координативен состанок вчера со директорите на Општа болница, Здравен дом и сите други чинители да можеме да обезбедиме сите услови за овој пункт да работи. И јас се надевам дека до крајот на оваа недела, евентуално почетокот на другата недела, нашите сограѓани нема да мора да патуваат во други градови за вакцинација, туку ќе можат тоа да го направат во нашата општина. Се работи за новата спортска сала во рамките во кругот на основното училиште Никола Вапцаров, која е нова, современа и која што овозможува и има услови за такво нешто да се направи. Се огледа дека COVID-19 се уште присутен во Струмичката болница, имаме доволно персонал медицински кој што ќе ги обслужува. Да, вчера се договоривме, ќе се обезбеди доволен стручен персонал, ќе се обезбеди поддршка од општина Струмица со административен персонал. Тука е секако, да не заборавам, и Црвен крст кој што со волонтери ќе придонесе да може да тече ова во најдобар ред. Ние очекуваме и една официјална потврда од владата, можеби денеска, за логистичка поддршка од полицијата и армијата кои што треба да се грижат за некој ред во пристапниот дел до салата, така да мислам дека сите тие елементи ги согледавме и дека ќе биде се во најдобар ред, а се со цел за што поголем процент на вакцинирање против COVID-19, бидејќи веќе сите сме свесни дека тоа е најважното и најсигурното и најубедливото оружје против оваа пандемија. А како течат подготовките, односно како течеа подготовките на првиот ден во продолжениот прилогот? Масовна вакцинација до крајот на неделава ќе има и во Струмица. По реакцијата на граѓаните од југоисточниот регион дека треба да патуваат до Штип или Кавадарци, општината иницирала барање до Министерството за здравство пошто добиле и јамин. Струмичката болница со стартот на пандемијата кубореше со персонал, но сега првиот човек на општината тврди дека медицински персонал ќе има доволно на вакциналните пунктови. Ќе се обезбеди доволен стручен персонал, ќе се обезбеди поддршка од општина Струмица со административен персонал. Тука е секако, да не заборавам, и Црвен крст кој што со волонтери ќе придонесе да може да тече ова во најдобар ред. Ние очекуваме и една официјална потврда од владата, можеби денеска, за логистичка поддршка од полицијата и армијата кои што треба да се грижат за некој ред. Според утврдената динамика се очекува пунктовите да бидат поставени до петок, со што паралелно преку Мој термин граѓаните ќе бараат и термин за вакцинација.
Активно се работи во спортската сала за поставување на вакциналните пунктови, каде што во оваа сала се очекува да се вакцинираат целата популација од целиот југоисточен регион, кој брои некаде околу 200.000 жители. Од здравствениот дом немаат конкретна бројка. Колку од популацијата во југоистокот веќе има примено некоја од вакцините за COVID-19, ама затоа пак јасна е статистиката дека во југоистокот околу 3500 граѓани од возрастната популација над 70 години веќе се вакцинираа. И додека бидат готови вакциналните пунктови во основното училиште, односно во спортската сала во основното училиште Никола Вапцаров, струмичани, но и југоисточниот регион ќе продолжат да патуваат до Штип, каде што таму ќе ја примат вакцинацијата против COVID-19. Сликата од Штип ни ја пренесува колешката Сузана Лицева. Источниот и југоисточниот регион се вакцинираат во центарот Јордан Мијалков во Штип, додека се адаптира просторот на спортската сала на основното училиште Никола Карев во Струмица. Редици граѓани чекаат за да ја примаат вакцината на Синофарм против COVID-19, а дел од нив дошле самоиницијативно, без закажан термин. Образование, здравство, полиција и правиме сега напори да се вклучат и приватните институции во самиот процес на вакцинација, посебно бидејќи текстилната индустрија е една од водичките во нашиот град. Имаме редовна достава на вакцини, како ги трошиме залихите, така имаме достава од Министерството за здравство. Во текот на вчерашниот ден примивме нова количина од 5000 дози и очекуваме денес да примиме уште 2000 дози на вакцини, со тоа што околните здравствени домови преземаат одредена количина како од главен пункт регионален и ги вакцинираат лицата над 70 години во нивните матични места на живење. Лекарите велат дека имаат редовна достава на вакцини и не бележат никакви проблеми. Вакцинирале и граѓани без термин, бидејќи многу од закажаните термини не биле пополнети, бидејќи не се појавиле на вакцина граѓаните што се пријавени. Немаме ништо други хронични болни, здрави, мислам, само сме пред Нова година се вакциниравме од грип. Да. Добро чувствувам, задоволна сум од услугата, се е во ред, се најубаво. Вакцините се пожелни и треба секој да ги прима, бидејќи тие се превентива, што се вика, за болеста и така натаму. На старосна граница, по моја желба, сакам лично да се заштитам и тие околу мене и за себе да се заштитам. Немам никакви заболувања, меѓутоа од безбедносен аспект да бидам заштитен. Се бев пријавен меѓу првите, не добив покана, сега дојдов и без проблем ме вакцинираа, бидејќи сум Титов пионер од старите борци. Да. Возрастна граница? Како? Старосната граница? Да, старосна граница, јас сум 75 години. И велите дека меѓу првите сте се пријавили? Бев пријавен, меѓутоа не бе ме повикани, еве сега дојдовме и завршиме работа. Во салата има 22 кабини за вакцинација, 80 столчиња за обсервација после вакцинација, 3 болнички кревети за итна медицинска помош и персонал. Поставена е пријавница за вакцинација и за излез, како и посебно место за фрижидерите за чување и одржување на вакцините. Колешката Мицева беше и денес на терен, но овој пат во Струмица. Каква е состојбата таму? Полека се подготвуваат пунктовите, се завршуваат сите оние предвидени работи и елементи кои што треба да бидат дел од вакциналниот пункт во продолжение и низиниот извештај. Струмичани се задоволни што нема повеќе да патуваат за вакцинација во Штип или во Скопје. Отворањето на регионален вакцинален пункт го олеснува пристапот за вакцинација и за оние граѓани кои што не можат да се организираат и да стигнат во други градови. Сметаат дека сега ќе се вакцинираат многу повеќе струмичани. Да, од секој случај е добро. Зошто да се малтретират, трошкови да си прават? Од секој случај е добро. Одлично. Да не се чекат подолго, до 30, зашто да чекам? Зашто да не ме стави сега? Таа дупло што треба, така ли? Иначе имам вакцина, ама сега таа што треба дупло да е. Па најдобро е тоа, а јас се вакцинирах
Мене ме повикаа и првата доза ја примих. Тука во Струмица, сега имам закажано 15 јули за втората доза AstraZeneca. Нека е. Јас мисля дека сите се исти. Во моментов општината учествува во уредувањето на спортската сала во вакцинален пункт. Се поставуваат маси, столици и се мести компјутерска опрема. При крај се подготовките на салата во училиштето Никола Вапцаров, каде што за 2 дена треба да почне да функционира регионалниот центар за вакцинација против COVID-19. Од Здравствен дом Струмица апелираат што повеќе граѓани да се пријавуваат на апликацијата vakcinacija.mk, бидејќи така побрзо ќе падне старосната граница за вакцинирање и ќе се опфатат што поголем број граѓани за краток период. Во моментов во Струмица се вакцинираат граѓани над 60 годишна возраст. Во претходните изјави на градоначалникот, но и во извештаите кои што ги подготвивме, се очекува или до петок или најкасно наредна седмица во Струмица да започне масовната вакцинација против COVID-19, а паралелно со масовната вакцинација ќе тече и вакцинирањето на еден од пунктовите во ЈЗО Обшта болница, каде што се вакцинираат повозрастната популација. Инаку денеска во Струмица пристигнати се нови 300 ковид вакцини кои што и понатаму ќе ги примаат пациентите над 70 години и повторно ќе кажам во склоп на ЈЗО Обшта болница во Струмица. Лекарите велат дека досега во Струмичката болница се примени некаде околу 400 вакцини на пациенти над 70 годишна возраст. Со оваа информација и го заокружуваме денешното издание на емисијата Тавординација. Останете и понатаму со нас, се гледаме наредното издание.